Здраво, дечки! Пред некои 4 години имав прилика за прв пат да се дружам со еден кинески седмосет, практичен, простран, со одлична цена, еден фамилиарен SUV кој што многу пријатно ми изненади, многу пријатно ми изненади и мислам дека тоа беше еден од првите кинески сериозни автомобили кој што направи сериозен импакт на македонскиот пазар конкретно, а мислам дека и малци пошироко на европскиот пазар, бидејќи од тука мислам дека тргна сериозно работата. Имаш и други примери, но Glory 580 беше оној кој што првиот сериозно настапи, сериозно почна да се протнува на пазарот. Glory 580 во таа епизода, кој што можете да погледнете, зборов кинески, оваа епизода нема, бидејќи ова е Glory 600, неговата замена и вреди многу поубаво да го видиме. Јао, како мижам, ако мижам премногу, јас извинувам те поради јакото убаво сонце во ноември, што е убава работа. Но ајде да се вратам на Glory 600, на дизајнот. Усвари ќе се вратам на Glory 580 повторно од причина што за прв пат кога настапуваш на европски пазар, особено на место каде што ние европјаните бараме премногу, особено дизајните да ни се некои унифицирани и најмногу да не наликуваат на пак ќе кажам, Volkswagen групација, мора да понудат некој автомобил кој што ќе биде многу поблизок до нив. Не кажам дека беше копија, ама да потсетуваше многу повеќе на Volkswagen групација во одредени сегменти. Glory 600 од друга страна нема налик ништо со 580 ако кажуваме дека ова нели новиот нивен модел. Glory 600 можам да кажам дека изгледа многу по премиум, многу по луксузно, многу по уникатно. Да, во одредени моменти како тука на преднава маска можам да кажам дека изгледа толку луксузно, дури налик на Lexus, Lexus, но пак ќе кажам не гледам копија, гледам дека е еден уникатен дизајн само за Glory 600 и особено со оваа боја, некоја нардо гре ми е фантастично убаво со сите овие црвени детали, дури со бандажите кои што ме потсетуваат на спортскиот Kia Proceed, пак ќе кажам не е копија, едноставно и тука можеби се трудат да дојдат до еден момент да бидат поблиску до нас, но не преку европските модели, овој пат преку азиските. Дизајнерски, да, преубав е напред, назад, странично, огромен е, и овде имаме 7 седишта, фантастичен дизајн од надвор, со многу интересни детали кои што кажав, а сега ќе се префрлиме внатре, за да ви покажам и внатре ствари колку многу измени имат направено. Усари, пред да почнам внатре, да ви ја објаснам, усари предноста на возило со 7 седишта, на 700, кој што, да, покрај 7 седишта имаме и огромен багажен простор. Пред да дојдеме до него имаме автоматска врата, само звуков е како некој теретно возило да поминува, нема врска. Мислам, на шала целиот муавет. Огромен багажен простор кој што вау, еве ова е предноста на 7 седишта кој што можете да имате или трет на седишта и дополнително да можете да пренесете плюс патници или да имате вака огромен простор за товарење да можете да напукате тука куфери да отидете на било која авантура. За да ги кренете седиштата, многу едноставно, само да влечете еве оваа врвка и вуала, 7 седишта. Добро, треба и другото го кренам, но ми ја саѓате поентата. Кога се кренете вака седиштата, тука имаме малку понамален багажен простор и тој изнесува 352 литри, што искрено за мене изненадувачки, бидејќи кога до сега сум гледал други автомобили со 7 седишта, багажниот простор е многу понамален. Дури кај мене едното возило што го имам, Chrysler Voyager, багажниот простор е доста помал од тука. Браво! Сега може да отидеме да го видиме технички внатрешниот дел. Нормално ќе почнам од третиот ред позади, бидејќи нема да сум Кирил и нема ова да ја арпем ако не се проба се. Интересно е оно што сега приметив дека ваква рачка за кревање и спуштање на седиштата има само од оваа страна, од другата страна има само па доле. Тука ги има на двете места. Веројатно е ова вака направено за да биде побезбедно,
Интересно е тоа што има шина и можете да го повлекувате седиштето понапред поназад, за да можете да седнете технички многу поедноставно. И да, тоа се приметува. Сега, окей, кога се вратени седиштата најназад, како сега, немам доволно простор за нозете, што значи дека треба ги бутнам малце понапред или да се расширам вака, за да можам да седнам полагодно. Не е некој преголем простор и реално не е ни очекувано тука за едно вака големо возрастно лице као мене, но се седи, имам простор за главата, не баш нај, но имам простор за главата, пак ќе кажам овде е очекувано да седат малку по-ниски луѓе и помали по возраст, што значи дека има доволно простор. Инаку од страна тука има две остави за шишиња и сега ќе си се префрлам веднаш на средниот дел, тука ќе изиграва малце. Океј, сега, друга работа што приметив, за враќање на седиштето повторно морате рачката горе, ја со една рака, како се снајдете, и плюс доле имате тука уште една шина, за го вратите назад седиштето како што треба. Сега тука на овој дел, она што го приметувам е дека има доволно простор за нозете, има доволно простори за главата, мислам повеќе од потребно, особено бидејќи тука па има и панорама, е преубаво бидејќи отворено се, доста по-просторно, убави материјали, убави седишта, можете како што кажав да ги прилагодувате напред назад за да имат позади повеќе простор. И исто така можете и самиот наслон да го прилагодувате за онака како што вас ви одговара, дури можеме да го легнам повеќе. Cool. Но, она што сакам да го напоменам е дека тука позади имам USB порт, кој што е малце зацкрен позади оваа гума, една остава веројатно за телефонот, рамен под, тотално рамен под, што е супер, бидејќи тројца патници може да си седнат без никакви проблеми, да биде тука одлично, убави материјали што сега ќе ги спомнам кога ги се префрлиме напред, бидејќи како што кажав, напред нема никакви сличности, односно надвор нема никакви сличности со Glory 580, а нема ни тука внатре. И првниот интериер кој што стварно изгледа многу убаво со сите овие работи, пак ќе кажам со 580 нема налик ништо. Тоа до некаде можеби е позитивно, до некаде негативно, бидејќи 580 беше стварно убав автомобил, но 600-ка е отидена многу напред, направена е огромен напредок, искористени се многу меки и квалитетни материјали на секаде низ интериерот, што е убаво, многу поквалитетно, многу повеќе се чувства, нема тропкање, нема крцкање на пластики. Дури мора да приметам дека тука е поставена една имитација на дрво, која што е пластика, но се дури не ја чепнете вака, за да видите колку стари мазно, нема да знаете дека е имитација на дрво, бидејќи изгледа толку многу реално, толку многу убаво и дава многу по-премиум чувство тука внатре. Искрено многу повеќе ми се допаѓа вака фейк дрво, него ли фейк карбони, некои пијано црни пластики кои што многу полесно ќе се изгреват или му се додава некој спортски елемент на фамилиарно возило кој што многу и не ми одговарат, така да овој елемент тука ми е фантастичен. Воланот, самиот дизајн е сано убав, уникатен. Една критика ќе дадам тука околу менувачот, многу гломазно изгледа, може да го направат малку по-интересно, но на крајот на денот не е ништо страшно. Друга критика е што тука има еден пијано елемент кој што брзо ќе се изгреве, знаете, не сум некој фан на овие пластики, бидејќи брзо ќе се изгреве, ќе се скрши кејфот и толку. Убав огромен 11-инчен екран кој што е фантастичен во поглед на респонзивноста. Јас се изненадев колку овој екран е фантастичен. Одлична графика, многу лесно мени, лесно стигате до сите опции кои што ги нуди самиот овој инфозабавен систем. И друга работа што многу ми се допаѓа, ова Eagle Primo Navi. Навигација која што има самиот автомобил, толку многу добро функционира, толку многу брза, толку лесно ставате било каква дестинација. Мислам, видите респонзивноста, алал да име. Ова е веројатно некоја кинеска изvedба на Google, не знам, ама е фантастична навигацијата. Дополнително на тоа имаме грејачи на предните седишта. Тука имаме една остава за телефонот со USB порт и 12 волтен приклучок за струја. Овде се оставите за двете шишиња, под наслонот за рака имаме една голема остава.
тука сум си го заборал GoPro-то. Огромна остава стварно. Овде имаме некои физички копчиња од клима уредот. Дополнително на тоа тука имаме драйв модови, различни опции за драйв модови, hill assist, за против пролезгување, едноставно убав интериер со лесни копчиња кои што лесно се стигаат, лесно се навикнуваат. Убаво седење. Единствена друга критика што ќе дадеме очигледно е направена за пониски луѓе, бидејќи ова е најниската опција за седење, највисоката мислам видете се. Одам. Вау. Мислам супер е што и на некои луѓе ова ќе им прија, ама едноставно моја перспектива најниската точка ми е се уште многу висока. Ми треба уште минимално да се спуштам подолу за да ја добиам таа возачка положба што мене ми треба. Сега може да се почне да се вози, за да го видиме Glory 6 како се однесува на пат. Ако со 580-ката бев стварно изненаден, ама стварно многу изненаден, точно не знам што да кажам за 600-кава, бидејќи 600-кава е еден огромен напредок од 580, стварно ова што тука го направиле е сериозно подобрување во секој аспект, од искористени материјали, од изолација, од изглед, од буквално се. И затоа ќе кажам дека и тука сум многу изненаден. Glory 6 има одлични перформанси, сосема доволни за едно вакво возило. 1.5 турбобензинец, 174 конски сили, поглед на предните тркала, автоматски менувач. Ќе се вратам на автоматскиот менувач малку подоцна, бидејќи има малку повеќе за зборување. Моторот е сосема доволен, убави перформанси, вака кога кажеме 174 конски сили, ќе мислите дека кој знае колку многу е брз. Он е брз, он е респонзивен, особено ако одберете различен драйв мод како еко, нормал или спорт. Се чувствува убава разлика од еден до друг режим, но она што ми е поентата дека ова е фамилиарно возило. И во ниту еден момент не очекувате некои спортски перформанси, некое забрзување кое што ќе ви даде осет дека можете се тркате. Мислам, седмосете, ова е едно фамилиарно возило за возите авантури, дојдете на семејни патувања, низ град да се вози автомобилов, едноставно не е за трки, така да тој момент исклучете го. Од друга страна, во секој момент кога ќе ви требаат перформанси за било какво пристигнување, тука е, за тоа се тие 174 конски сили. Дополнително на тоа, она што ми фалеше во 580, а тука сега го имам, се сите безбедносни системи. Мислам, тоа мора да биде по европска регулатива за да ги исполни сите безбедносни стандарди, но не е само да кажеме има системи, а тие системи се никакви, стварно функционира, ве подсетува кога напуштате сообраќајна лента, има автоматска кочница која што неколку пати ми изреагира, има предупредување за мртов агол, имате предупредување за возило ако ви доаѓа од задна страна, некои системи слични како Cherry 7 Pro, но можам да кажам дека тука е за нијанса малку по-смирен, таму беше малку така по-агресивен системот, цело време на секоја секунда реагираше, тука малку по-опуштен, што искрено повеќе ми легнува, бидејќи ме потсетува во оној момент кога треба, а не секој пат кога да ми титка и да ме предупредува со одредено намалување. Сега да се вратам, односно да го фатам малце менувачот. Во другата епизода со 580 го критикував многу, бидејќи не сум фан воопшто, стварно не ја знам логиката за ЦВТ менувачи, бидејќи окей, за градско возило да, за фамилиарно возило не, апсолутно не, бидејќи страшно обучава прави, тука немате брзини, еден пренос е и тој како забрзувате така линеарно ги крева обртаите, имате устари чувство како да е заглавена некоја брзина, не сака да смени. Се интересниот момент е што тука повторно имаме ЦВТ менувач, но со 6 брзини. Тие 6 брзини се компјутерски брзини,
И она што, мислам, истите компјутерски брзини ги имавме и во 580-ката, ама таму кога го стававме во мануел. Тука комплетно цело време ги симулира тие брзини. Всушност толку многу добро функционира што јас неколку пати се вратив да прочитам, да истражам дали се сигурни Глори дека имаат поставено CVT менувач. Бидејќи стварно менувањето во одредена мера се осеќам како да е dual clutch автоматски менувач, кој што убаво ги гледате обратаите дека реагираат, чувствуваат дека се менуваат брзините. Не е тоа агресивно, убаво, комотно е. И на сето тоа придонесува за многу пониска потрошувачка, многу пониска потрошувачка. Ако во 580-ката, кога што се сеќавам, имавме некоја потрошувачка околу 10 до 12 литри, тука имаме потрошувачка од моментално да дојдам до менито, околу 7,5 литри потрошувачка, што Вау, тоа е голема разлика, многу голема разлика од едното од другото и особено ајде 7,5 литри потрошувачка, можам да кажам дека е некоја покомбинирана потрошувачка. Реалната градска потрошувачка што ја добиваме некаде 8, максимум 8,5 литри. Што повторно за едно вакво големо возило е фантастично. Зборам 8,5 литри натоварени, па и по угорнини, па и по тежок терен, да кажам, односно тежок терен во градски услови, кај што имаме повеќе тргнување, застанување, гужви. Тоа е многу солидна потрошувачка, многу. Овој момент можам да кажам дека најмногу ми изненади. Сето тоа е убаво, ама дизајн и материјали и се што ќе видиме ќе биде фантастично. Секаде може да се направи убаво, ама да ги добиеме и овие бројки вака, тука веќе Глори е стварно многу сериозен ривал, многу сериозен. Дополнително на тоа е уште посериозен повторно со интересната цена. Не е така како тога што ја гледавме. Нормално имаме многу повеќе системи, многу повеќе опрема, панорама како што кажав, претходно како што видовме, стварно многу опрема и сето ова чини 29.900 евра со убава гаранција, 29.000 евра за седмосет, за ваква опрема, за вакви квалитети, стварно е цена за респект. Така да, ако сумирам, Глори 600 е фантастично напредување. Вообичаено сме навикнати дека еден автомобил, ако некој пат ни понуди нешто добро, тука ќе го задржи тоа ниво, нема некои драстични разлики да прави. Овде можам да кажам дека е направена драстична разлика. Да, има уште многу што да учат, има уште многу што да прават. Клатењето не е нешто сериозно, но се чувствува клатење. Особено најмногу се чувствува подрипнувањето на задната оска. Повеќе тоа би го кажал како критикосен отколку клатењето, бидејќи клатењето е окей, високо возило, голема гломазно се очекува, ама подрипнувањето кога е празен во одредена мера некој пат морам да бидам предпазлив со него, бидејќи не можам да очекувам што точно ќе се случи ако некој пат се влезе малку поагресивно во одредена кривина кај што има дупка. Мислам пак на крајот на денот мора да потенцирам дека е фамилиарно возило, некако го оправдувам, ама реалната слика е тоа дека е фамилиарно возило кај што не треба баш така да си играме со него. Некаде да, тоа ни се дозволува во одредени модели, но на крајот на денот клучната идеја за овие возила е едно опуштено фамилиарно возење и едно такво возило да имаме зад волан. Така да, еве, некако дадов критика, ама ја оправдувам. Оставам на вас вие да одлучите, ми пишете во коментар што мислите за Глори 600 во споредба особено со 580, но исто така што мислите воопшто сега за целава конкуренција што се нуди. Глори 600 е, пак ќе кажам, автомобил кој што многу изненадува. Направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!